Колега Сугаревски, едно да расчистиме. Одговорноста за она што се случува во државата има да ја префрлате на ВМРО, ДПМН или на ДУИ или било која политичка партија. Секој утро кога ќе станете са бајле треба да се погледнете во огледало и да кажете што ние сега правиме на Република Македонија. Каде беше државата пред вие да дојдете и да се однесувате како што се однесувате, а каде сме денес? И каде ќе одиме понатаму ако продолжите вака да се однесувате? Она што изминатиот период го видовме е дека вас ве интересира само анархично однесување. Вие не се залагате, господине Сугаревски, за демократија. Вие се залагате за анархија. Вие изминатиот период, ако ја губевте енергијата, како да ги придобиете граѓаните, немаше денес да се плашите да се соочите со истите. Ние немаме страф од граѓаните. Ако сметате дека не бил прочистен избирачкиот список, зошто вашиот член од СДСМ од Државната изборна комисија не излезе барем со еден гласач кој што да го каже со име и презиме дека два пати го остварил избирачкото право? Еден. Зборувате дека имало криминални избори и непрочистен избирачки список. Сакам, еве да ве замолувам, да го повикате членот од Државната изборна комисија од СДСМ да каже кој гласач два пати го остварил избирачкото право. Викате тие луѓе што оделе од шарената револуција не оделе бадијала. Има луѓе, да, кои што ве поддржуваат, но има голем број на хулигани кои што, верувајте, навистина не одат за бадијала, туку одат за дебело платени финансиски средства на нивните конта, кои што го видовме за колку имале пари земено од Сорос. Тие се тие кои што не се плашат да ја сквернават нити културни обележја, нити ништо. И не знам зошто сте сега изнервирани, бидејќи ја усвоивме оставката на кочничарите на проектите Ременски и Оливер Спасовски. Еве, можеби вие се свестивте дека конечно ќе се заложите да се одвои партијата од државата, бидејќи директно и Оливер Спасовски и Ременски беше неколку пати кажавме, ве молам да се слушаме. И во однос на медиумите, видовме пред неколку дена како Ременски се заканува на новинари. Видовме вашиот колега Петр Шилегов како му се закануваше на еден уредник на медиум. Значи, вашиот лидер Заев кажа дека најголем непријател му се медиумите. Затоа, кога зборувате за медиумите и за реформите, погледнете си во сопствениот двор, а подоцна да коментирате. Благодарам.